Јас сум Јаворка Соколовска, председател на Сдружение на пензионери Македонска Каменица. Денешната посета на преубавиот град Берово е одржувањето на 20-те поред регионални музички ревии. Нашето здружение ќе се представи со програма која се состои од 4 точки. Првата точка има едно мало градче, втората е обичај Ѓурѓовден, пропратен со песната Кој ми те сношти канеше Станке. Третата е Саноќ наде не спијам и четвртата и последна точка Маца вода лила. Една од нашите програмски активности на нашето здружение е организација на манифестацијата Бабина баница, на која имаме присуство на 53 здруженија од цела Македонија. Исто така има и интернационален карактер. Имаме гости од Србија и Бугарија. Кога ќе се случи тоа? Тоа ќе се случи на 5 јуни и во исто време ќе ја искористам оваа прилика една јавна покана за сите кои сакаат да бидат дел од овој голем настан. Со големо задоволство доаѓаме и учествуваме на регионалната ревија на музика, песни и игри со здруженијата од Источниот регион. Ова година по одлука на Сојузот на здружение на Македонија, домакин е здружението на Берово, и ние сме овде и настапуваме со нашиот ансамбл, со посебна програма во минутажа која ни е одредена. И имаме таа чест со нашата фолклорна екипа на народни песми и ора. Така беше извлекувањето, жребувањето на припремниот saстанок, да Кочани биде и да денеска настапе со својата екипа прв. И ние имавме добри припреми, имаме една добра фолклорна екипа, која што учествува на сите регионални и републички ревии до сега, и со задоволство сакаме да се представиме и пред беровската публика и беровските пензионери. Коронавирусот влијаеше на општата неактивност по сите линии, не само на културно-уметничката, него и на спортските и на другите активности. После ова одлука што е на владата по предлог на Комисијата за заразни болести, да се отварат тие мерки, се забрано тргат настрана, ние имаме услови исто така да се покажеме со своји активности, оти беа замрени здруженијата, а луѓето са још у добри средни години што сака да се покажат пред другите. И мислам оти ова година и на спортски план, и на културно-забавен план, на рекреативен, ќе имаме заеднички собири со другите здруженија и ќе ни биде задоволство, ќе имаме прилика и со Берово пак да се видиме. Јас сум Ѓорѓе Ѓорѓевски, председател на музичката секција од Сдруженијето на пензионери Делчево, и денес сме во Берово. Во Берово за ревијалниот надпревар што се одржува секоја година. Многу активни не сме, но го задоволуваме оној просек што се вика ради овие болести, ради овие протоколи што се спроведува. Не бевме во можност целосно да настапуваме секогаш овие 2 години, али сепак одржавме еден континуитет да се појавиме во Берово. Ова е убав празник за пензионерите да се дружат преку фолклорот, преку традицијата. Пред се целта на оваа регионална смотра на народни песни, игри, обичаи е да се зачуват македонските традиции од секојаш се негувале и да се пренесуваат на помладите поколенија. Како ансамбл Китка ни светот сега патуваме и имаме во нашиот ансамбл покрај деца, млади, ветерани, имаме и пензионери. Со нив доста бееме активни, бееме како македонски представник во Љубљана, во Словенија, на Европскиот фестивал на пензионерски ансамбли. И таму настапиме пред државниот врв на Словенија. Тоа беше еден голем потик за нас како ансамбл, како ветерани, и сме биле во Хрватска, во Романија, во Турција, во Шпанија, Португалија, на секаде ни свет. Денеска беше ни посебна чест што сме присутни на музичката ревија која се одржува во Берово. Иако сме мало здружение, се потрудивме да обезбедиме присуство со наше можности и со наше расположиви кадри. Макар да немаме некој стручен тим за да не припрема, сепак мисла дека солидно се припремавме и достојно се отчетавме на денешната музичка ревија. Сметам дека овие активности треба и понатамо да продолжат,
Тоа е на еден начин одржување на навиките од нашите предци и на еден начин кондиција која се ствара за нашите идни поколенија. Музичките ревии од регионите ги организираме и имаме некое дружење или цел да има такмичарски карактер. После првите од регионалниот надпревар одат на републички надпревар, а од републичкиот надпревар која екипа или кое здружение освои прво место, оди на меѓународен надпревар. Поради пандемијата, денеска беше настапот со редуциран состав и поради тоа присуствуваа помал број на членови, учесници на музичката ревија. Од 6 здруженија по протокол имавме зацртано да учествуваме по 12 изведувачи, значи и музичари и пеачи, групата да не биде поголема од 12 члена и времетраењето да не трае повеќе од 10 минути. И јас сум задоволен од настапот на сите здруженија, односно на сите музички групи од здруженијата и очекуваме понатаму да се дружиме и тоа ни допринесува да имаме настапи со такмичарски карактер, учесниците се зближуваа, па и понатаму ќе настојуваме да се дружиме. Нашето здружение работи под мотото културно-забавен живот, спорт и дружење. Во сите тие области ние настојуваме да дадеме колку е можен поголем допринос, да луѓето од третата доба на животот се дружат и да го пополнуваат времето, односно да го правиме животот на пензионерите колку е можно подобар. Јас со гордост можам да ја наречам членовите на нашето културно-уметничко друштво, значи со гордост можам да ги наречам културно-уметничко друштво на Здружение на пензионери Берово. Понатамо имаме зацртано да учествуваме на меѓународни фестивали и реков тука во излагањето дека ние во Микрево, во Република Бугарија имаме освоено 3-то место на меѓународен фестивал од балкански карактер. Значи целта ни е понатаму да правиме проби, да се дружиме и да настапуваме, а ако вршиме редовно проби и ако имаме нормална активност, јас очекувам да имаме и награди со што ќе се гордееме. Знам, бројката се движи некаде од 2400 до 2500 пензионери. Ние сме здружение на пензионери со 9 огранока. Тоа е значи Берово, Русиново, Ратево, Владимирово, Двориште, Митрашенци, Будинарци, Мачево и Смојмирово. Во сите тие ограноци имаме председатели со кои комуницираме и од сите тие ограноци имаме во управниот одбор членови, односно делегати со кои комуницираме, координираме и се со цел да го подобриме животот на пензионерите. Учество на овие 20 поред регионални средби зедоа учесниците од 6 општини, тоа Кочани, Виница, Каменица, Делчево, Пехчево и Берово. Тоа се традиционални средби кои се паѓаат после 6-5 години секоја општина да биде организатор на наредни регионални музички средби. Така да мислам дека оваа средба помина во најдобар ред, организацијата беше на сеоднотно ниво и ние сме задоволни од целокупната содржина што ја прикажавме овој ден. Ние имаме редовни собири, се собираме еднаш неделно, по потреба и 2 пати во неделата, а пред се ја негуваме нашата изворна малешеска песна. И со намера и понатаму да продолжиме, да ја негуваме и да ја презентираме на сите настани, како во нашата република, така и на меѓународни фестивали на кои учествуваме.